Која епизода е на Агенда 21? 6. Yes. Така е. Пројде нова година и оваа нова година си дадов многу ветувања кои што сакам да си ги реализирам, ама нема да ви кажам затоа што може да ме урочите, а баба ми кажеше за да не ме урочите да си идам со превртени гаќи. А до таа годишна возраст сум стигната што не гледам дали ми се превртени или не ми се превртени, така да среќна нова година, кај да е, ќе биде и стара нова година, каква и да е зарно зубаво, ај пријатно да ја завршиме емисијата на стината. Среќна нова година на сите сме настинати. Ни ти се држиш. Јас се држам секој ствар. Од деца добри сме. Супер. Која последен пат сте купиле елка за дома? Завчер. Па не знам. Завче, каква? Се шалам. Добро што се шалиш. Ја искрено не памтам која последен пат сум купил, стварно. Да. Кога бевме мали, купува мајка ми и татко ми елки, ама се купува од специјално место и се засадува во една голема саксија, ќе се порадуваме до стара нова година и потоа таа елка се засадуваше некаде, ама стварно беше така. Така е сега во светот. А ова малецки елкички овие со пластики, леле, а баш како чуваш мачка, тоа не постои. Елката кога ќе види се џитка на неа. Да. И купуваат пластика луѓето, зашто веројатно им е преку глава, очо многу се садеше низ Македонија и сега викат доста садење, одиме на пластика. Многу. Епа за нова година да ја почнеме рециклирано и селектирано. Најубаво е да започнеме романтично на клупа. Вака според тебе, за да не загадуваме, со симпатијата да излезам на клупа покрај Вардар и да си подишеме малце загаден воздух. Уште си на ниво симпатија. Па, шо да правам? На твои години се база. Што ги правите на клупа? Симпатија утрето дали ги имаш? Ништо муавет. Само муавет? Да се видиме. По можности подолго да си останете, да си подишате и чист воздух и да си дочекате и зора. И нормално, предходно да одите и на шопинг во најголемите гужви, пошто е нормално дека ако на 30 декември не излезеш да купиш гаќи на попуст, ќе се умира. Така е. И никој не размислува за вистинските бројки кои ги создаваме после новогодишните празници. Да речеме пред новогодишна еуфорија, нели купуваме. Постоја се лутат зашто имало онаква елка во град Скопје на Данела, па тоа е од еколошки причини. Да. После ли сватија луѓето, доста ви е таа, ќутете, гледајте, што има да ја китиме со пластики се. Колку знаете ли колку само се загадува со огнометите, да речеме? Огнометите, тие се посебна приказка. Гледај го и податок сега. Германците били ни подаруваат $240 милиони чад. А тоа се многу еколошки честички штетни кои што не загадуваат со самите тие огномети. Да ви кажа Чичко Јур колку се штетни. Кај? Значи произведуваат во просек 5000 тони честички. Да. Тоа е еднакво на загадувањето во Скопје од автомобили кои испуштаат гасови цели 2 часа. Може да мислиш. Бошко, тоа многу стресно е тоа огнометот. Во моје време се најавуваше вечерва во 18 часот, ќе има огномет, цел град знаеше. Сега, мислиш, почна е Трета светска војна, знаеш, и претеруваат со тоа. Баш како тоа огнометите, пука, главите све. Багоре. Спондилозичката. Не. Да, ама најдобро е дека индустријата за огномет тврдат дека не се толку лоши со тоа што загадувале 2%. Не се толку лоши, мислам, кај нас огномет се пали за свадба и за крштевки. Електрониката не се пензионира. Таа се трансформира со рециклирање. Јавете се на 070 236 000 и нула отпад ќе го превземе вашиот стар уред. Доколку го користите кодот Агенда 21, автоматски влегувате во еколошката акција, во која за оној со најмногу електронски отпад следува награда.
Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш. Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Во тие огномети ставаат дрва, картон, пластика, глина, Да. затоа никој не зборува. Сега, приказната е дали може на некаков различен начин да славиме Нова година. На свекиве, најромантично. Ама, Ти да си фатиш али на еден дечко и да ти свири на гитара. Ама на акустична гитара, да не трошите струја со тоа појачалото и така сигурно ќе видиш еколошки испастрено. и да не се греат помојно. Камиче може, за со гитарата, ама тоа. Да. А добро, ние што не знаеме да свириме гитара, клавир, а Вие свеки што не имаме. знаете да свирите гитара, клавир, си земете часови, кај гуру, харе, Така е. И на кога, еколошки совети да очиш. Да. и кога се собирате по приватни журки, да речеме за Нова година, си да купувате пластични чаши, танирчиња, вилушки. Ето, со самото тоа што купувате пластика, веднаш со на каса, кога одите вие во истиот момент загадувате. Дали знаете дека се фрлаат 40 милиарди пластични прибори и повеќе? 40 милиарди. Милиарди. Ако е земјава планета 7 милиарди луѓе, Секој се човек по фрла 6-7, да. Ужасно. 40 милиарди или 780.000 тони пластика, вклучително со стиропорот. Да, да. Многу е тоа, стварно многу. Много, много. А се е околу нас пластика. Се е. Страшно. Да. Стои тоа, ама сега сакаш да ни кажеш дека ние за журки треба да собираме стаклени прибори и чаши? да. Па добро, може да направиме, пример, ева, покани од рециклирана хартија или најдобро по Viber или на WhatsApp. Таква покоја ќе те остави на син да си чека. А ако си како Джамбазов, нема ни да му стаса Ја корај. да ви кажам сега, почнав да одбивам настапи за Нова година, некако Нова година ми е за дома, нели? Да. А и да имаме два чекам, да си дојам дома и да се гушнам со кандидатката, што ја чекам. Како каже Гора Стефановски, ќе ја чекам иако знам дека нема да дојде. Да. И да се чекаш и да си најдеш. Ние ако се собираме, треба конфети од суви лиси и хартија да направиме. Па не е тоа така лоша идеја, ама вие прво соберете се, па после тоа правите. Вие тешко се собирате, разбираш? Тоа е. Тоа е. Ти како си почнал со клупата и со симпатијата, може и Лисија попадва каде се соберете и некоја саксија од тераса да Романтично. соберете. Поред сите препораки, вика добро е да направите нешто од половнитка или по дома што ги имате или лен, на пример мајка ми го правеше од лен. Да. Од останок правеше некакви куклички, нешто што па и тие се закачува и Да. на елки, служеа и како играчки и се и на вистина немаше како сега овие пластики се забележале кога ќе земеш таа И играчка. порано имаше кристални и со- украси. Ти текнува Ај, кристални. Кристал, немаше на него никаква боја Не, од не, овие не, не, канцерогени кристални бои, беа. сребрени, нели такви. Се супер, ама што сега треба и да шиеме за новогодишни украси? Извини, ама ти ако немаш што да правиш, земи сингерицата од баба ти. Абе, Кико, знаеш ти дека дедо ми Петре бил шивач? Стварно? Шивач. Нема друга професија. Останал глумец, од немука е. Така да ја знам многу за шиењето и сум шиел половина век, сега ти да шиеш. Можеш и да плетеш, не е проблем. Но е важно дека не треба да купувате нова гардероба, ова е многу проблематичен момент, знаеш. Не треба да купуваш нова гардероба, а имаме и посебна епизода за модната индустрија. Можете да протерате, да речеме, со нови пижами, евентуално, и знаете, без пластични цевки. Да. И да си купиш локална храна, ама вегетаријанска. Хумус, салат од кускус, Бре, зелен, бре. со киноа. Да, убава е киното, мене ми Убава. се свиѓа. Да бе, од Ајвар имали бубо. Кино, па ви малико бевте сме со кино, вера. Да, све така не разнеа. Абе, како? Со кускус. Ако се освестиме да живееме здраво, треба да ги избегнеме сите пластични моменти на Новава година. И со Дедо Мразов јас не знам стварно што ќе правиме,
Зошто секако малива деца се повеќе се плашат од него. Па А страшно дека сме се. еколошки освестени. Значи, дечки, пробајте еве да рециклирате по дома. Да си имате ваш Дедо Мраз, не мора да го изнемувате Дедо Мразот, Така прво е. на тоа ќе заштедим. После огномет. Да ви кажам најсериозно, во наше време не се претеруваше. Тоа се правеа некакви ритуали, кој има дворче поготово ќе направи некој стаклен сад, оганче Тие зезалици. Колку да, жижици, Жижици. Тоа ни Па беше и тие врв беа на опасни, па тоа огномет. беше најопасното Да. нешто што го држиме во Тоа рака. ни беше- Не баше- Сега ги нема. Сега да жижици. ти се Има, да, ама тешко може да се најде. Правите што ќе правите, само пожар да не направите, тоа е идеја. Тоа сакам да кажам. Да. Инаку има како нема, има поише петарди отколку жижици. Ама реално не е добро. Ја тие петардиш не ги сакам затоа што кучињата навистина се вадат многу од памет. Да. Но и децата, знаеш И- колку деца остануваат без Да, прсти, без и прсти. не научија лекцијата, не Не. ја научи. Ни И тоа родителите, уште си се ни договараат. ни полицијата што треба да ги фаќа тие Да. на време. И дали знаете дека за време на новогодишната ноќ страдаат просечно 300 луѓе и тоа најголем број деца од петарди. Значи страдаат екстремитети, раце, нозе, па може и око да изгубиш ако многу се приближиш. Да не зборувам за еве, сега ги спомнав и кучињата се тресат како да ги ударило струја, Стрес многу не се е. вознемирени. Ма Емче не излегуваше од под кревет цела Да. ноќ. Не, Попладнето јас ке рокна петарди до сабајле не А еве, слушаш кога сега ги фати еден фраер со цел автомобил пиротехнички и кога го прашале добро зашто ти се за домашна употреба. За лична употреба, да. Што прави Ево, тој за ги лична фатат со употреба? 3 кила дрога за лична употреба. Да, исто. Мене ме мачи една работа во еколошкава наша година. Да. Дедо Мраз пишува уште писма или користи е-пошта? Пишува. Е, пошта, да. Пишува. Јас си верувам во мојот Дедо Мраз, си верувам во мојата фантазија. Јас не можам да ги запамтам сите овие нови верзии на Дедо Мраз, ја и не сакам. Тоа е веројатно деца најкомерцијалниот лик во поновата историја Да. на Да. човештвото. Убедливо. Значи Дедо Мраз, чичко со бела брада, знаете од кај потекнува, за која реклама е смислен Да. тргат натаму. Па не знам, джуџињата, па ирвасите што Така, оди, па така, живеат така. таму, па прави список на добрите деца што ќе им подари. На лошите деца им подарува јаглен. Тука браво за Дедо Мраз, значи. Да. И он се освестил еколошки. Многу се спушташе у големите градови поприви и он малку. Кај нас и со хеликоптер го Малку од- спуштаат. Да, Мешко, Мешка со беше хеликоптер. Дедо Мраз. И со хеликоптер го Единствениот Дедо Мраз што се плашеше од хеликоптер. И го спушта со Го спуштаа на плоштад. Јас секогаш сум се прашувал зошто нема некој спортист Дедо Мраз, некој така или пофит што бил бар. Зошто мора да е дебел? Ама Да. па добро, па ме тешеше да се давам во храна за празниците. Што да правам? Па Еве, Демек Чичко. Да. Па баба Мразица му прави специјалитети. Реки, така е. Добро се храни. сега еве јас ќе се кандидирам за до година да бидам Дедо Мраз со хеликоптер. Имаше лани една реклама, ако се сеќавате, многу контроверзна. Да. Па и јас имна, мислам дека јас Јас имна. да. Има неколку приказни за Дедо Мраз. Тој е Свети Никола. Но сите приказни се поврзани за дарување, но ликот кој што ние го гледаме е пласирано 19 век и е дело на американец, на еден карикатурист. Да, Томас Наст. Тој Томас не зезна црвените обрачиња, белата брада и лейбелинг направи. Така треба да изгледа Дедо Мраз и никако поинаку. Да. И потоа имаше и кога Кока-кола го објавува тоа дека ќе биде заштитно лице на Кока-кола, имаше штос вика русите да ги нервираат американците, преку ноќ ја офарбале месечината во црвено. Демек црвена комунистичка боја. А американците утре дента само напишале на месечината Кока-кола. Значи, го знаеш Кира Штиберот? Да. Е, па он е најдобриот Дедо Мраз. Знаеш ли како изгледа, како од реклама? А он ли е Он е Дедо тој. Мразот? Затоа ми е познат човек. Не се. Ама затоа добра замена за Дедо Мраз е онлайн шопингот, кој е Да. исто така голем загадувач. Пример во Америка за празниците испратила 6,2 милиарди пратки. Боже. Тоа, значи таа бројка представува камиони и камиони емисија испуштање на повеќе јаглерод. Да. Но не само тоа, колку хартија се троши за сето Но, тоа. Па обвивки на
ови производите што ги кутии, Така кеси, е. се што нарачуваш, стигнува во некаква Да. во некаква Колку форма. автомобили има само 10 дена пред Нова година. Тоа е најзагаден Скопје е тоа. Па сите излегуваат тогаш. Сите излегуваат. А уствари ова што вика Алина, онлайн нарачка е супер ствар. Си лежиш во кревет, со еден клик си нарачуваш што сакаш, кога сакаш да ти стигне. А замислете сите да работиме хуманитарно за некоја кауза тој период. Па работи бе, Кристина. Кој ти Ке прави? работам. Ке работам. Најдобрата опција, според Добро. мене, е да ја одбереш најбавната опција за нарачка, за достава. Така, нарачуваш на Нова година. И ти стигнеш и ти стигне за следната. Свети Валентајн. Слушаш Игор? И ги шојот ги одиш до пешки, до таму да ја земаш, ти не си мрднал пешки од дома, од такси, од такси. Ладно, Ма еве, јас си сакам да одам, значи јас сакам се со време, затоа никогаш ако треба си ги подигнувам и тоа и пешки. Не ми е проблем. Браво, Алина. Браво. Ва молам аплауз ако. Да, сигурно. Ако малку подобро размислите, се врти околу батериите. Така. Покрај сите гаджети што ги имаме, а ги имаме многу по дома, тие функционираат на батерија, ако ни снема, да речеме, батерија или ако сме на црвено кога го потребуваме нашиот телефон или не знам iPad-от или компјутерот, тогаш не фаќа паник. Да. Тоа е тој психолошка состојба Да. веќе. Да, кога бевме млади, за транзистор ни требаше батерија, ако И евентуално тоа е на батерија. траеше, тие големите. Заборавиш кога Да. немаше ни алкал, ниту Не, таа тој го нема, не да. трошеше многу и не се создава, нели? Да. И а сега паника. А сега штекерот каде е? Лаптоп, да видиш кога одам на пат, леле смешно е. И јас исто. Што сакате да има во собата? Викам кревет и Wi-Fi. Да, да. Што Прво друго да има? прашуваш, има Да во интернет? собата? интернет има. Да, или на пример од далечинското кој ќе ти се избира. Леле. Сега имам две далечински. И сега една батерија од 4-те ќе ригне. И таа е веќе поништена. И сега тоа е време кога ова треба да не се исклучи телевизорот. Да. Вадам од едната батерија, ставам од другото да го исклучам, па ова ја враќам за да можам да гледам програми. Исто. И пријателот мој саздо ме гледа како го правам тоа месец А дена. не ти се случило да ги Не ми удираш? текнало да одам да купам една батерија, разбираш тоа, како да ми е интересно ова да си ги префрлам. Но да ви каже сега што Јур нешто. Еве трета сезона агенда, јас веќе си имам дома едно, не тоа само што го добив како добив, подарок, туку си направив и едно од стари шминки, каде што ми се сите батерии. И да видите колку е практично и онака горд сум на себе дека таа е скоро до пред крај полна и кога ќе ја наполнам, ќе ја однесам таму каде што треба. Браво. Или ќе се јавам. Да знаете дека еве барем на Да, мене да. делуваше оваа 3-годишна дружба. Да, едукација. Јас да ви кажам, па кризирам за телефон последно ова време. Тоа батерија ми се троши што ме бараат женски. Кога се зборам една, само што почнува да ми збори кога да сме се виделе, јас гледам во телефонов, пиретски на се поише и поише се намалуваат. Да, важи ќе се видиме друга мечек на другата линија. А може да исклучиш ти waiting call, можеш да исклучиш, не ти е проблем. Разбираш? Игор, ти ме разбираш на темава за кандидатки, сигурно. Како не? Па не знам сега во последно време не сум баш јас многу за кандидатите. Ја гледам голем проблем имаш ти. А ако ти кажам дека секој современ жител троши по 12 батерии годишно, ако ти оди математика, сега ти помножи секој жител по 60 милиарди и колку ќе излезе тоа? А Ние што сме ни- што Што 60? 60 милиарди? Ме збуни, викам да не сме старале 60 милиарди дорбе во Луѓе, тој. 6 милиарди. 7 сме. Не 8. Седум и Седум и нешто се, Да, не сме ама ни секој современ жител. Да, така е. Значи, ние сме ни свесни самите колку батеријата, колку сме зависни од батеријата како извор на енергија. А да не бил Наполеон, немаше ни да се измисли батеријата. Во негова чест, 1798-та, Александро Волта ја создава првата батерија, наречен Волтин столб. Веројатно и на Наполеон му требале батерии за кандидатките. Сигурно. Нас бил потоа. Зашто ствари ни се потребни батерии? Абе, независност, Кико. Нели убаво звучи кога ги чуеме независност, така баш ми паѓа убаво на душичката. Независност од електричната енергија, Енергија, тоа треба да знаете дека батериите се многу опасни. Значи, особено ако ги ставите во допир со други ѓубренца што ги фрламе, тие за многу краток период во контакт со други материи
почнуваат да се излеваат и почнуваат тие токсините од нив да излегуваат. Затоа се фрлаат батерии на соодветни места. Така е. Па потоа тој отпад има допир со почвата, па почвата има... И кругот почнува. Кругот се врти, па после тоа ние тоа влегува во зеленчук, во овошје, па потоа ние го ставаме на трпеза. И ако се тие малечки, симпатични и сладки за употреба и за фрлање, ама тие ако ги фрлиш како што ги фрлаат на отпад, најчесто на почва, тие се најголемиот загадувач. После медицинскиот отпад. Нуклеарка. А тоа значи дека батеријата се рециклира? Да. Се рециклира. Само 60% од батеријата и акумулаторот може да се рециклира и тоа во посебни центри, а потоа кога ќе се рециклираат се топат 1200 степени. А ние сме Да баш... се одвојат тешките метали, тоа е целата фора. Да. Кога се рециклира да се одвојат тешките метали. Ние сме баш народ на батерии, нели? Да. И вака и онака сме на батерии. Ја би сам мишени на Вака батерии. вика се, не нашиот сме. народ користи батерии за една употреба 61%, само 25% ги користат оние батерии што се За повторно. rechargeable, да. И некако останало во народот како една реплика, кај ќе одиш? Одам од Дојран да ги наполнам батерии. Батерии. И тоа е баш добро. Да. Не че ништо има луѓе што цел живот ги полнат батериите, но никако да ги испразнат, да видиме испразнат. тоа. Само они само полнат. Така. Треба и да се испразни парева. Еве, јас полна батерии и не загадувам околина. Па бидете убедени. Да. А знаете ли колку загадуваче батеријата? Да речеме, една батерија може да загади 750.000 литри подземни води, што е многу или поточно. Секоја фрлена батерија загадува вода на луѓе на сите нас. Водата не е многу потребна. И така за фркнато е малку повеќе ако се не почитуваме рециклирање на батерии. Реално. Да ви кажам, малку непријатно ми стана колку знаете уствари вие за батерија, ама ајде да не биде дека јас ништо не знам. Знам од баба ми Наде што ми има кажува. Добро. Ако ги чуваш батериите во фрижидер или во длабоко, подолго ќе ви трае. А затоа ти древаш пред Фрижидер фрижидер. да име. Сега свати. И телефонот во Да, фрижидер. ги чувавме батериите во фрижидер. Се сложувам. Чудна младина, а? Аха. Виж како ставови имат, после Да, ние сме да, биле да. ненормални. Да, после да. Они во фрижидер би чувале батерии. Тоа е Добра, само ма привремено, нели? Да, да. сега има канти за батерии, посебни се зелени, на нула отпад и ги има насекаде. Ма како да се натера народов да фрла батерии на точно определено место. Во прво време како се натера народот да не ги уништува, па после ќе одиме. Таа е втора фаза, Да. Аринче, сега Прво ќе да не кажам. ги уништува тоа што ќе стават Еве, јавен како апел до речете. сите што знаат дека некој уништува, да му каже да не уништува. Мислам, луѓе, 21 век. И нека си го пријават, тој што уништува. Во еден совршен свет, веќе сите би знаеле дека батеријата заштедува електрична енергија од 40 до 90%. Така А е. металите кои што се во батеријата може бескрајно да се И рециклираат. тоа е точно. Така е. Значи, сите оние батерии кои се користат во фотоапарати, камери, дигитални камери, не секирајте, тие имаат цинк и никел и може во целост да се рециклираат. Тоа е добра работа. Потоа се разликуваат. Сега ако се рециклираат батерии добро, заштедуваме струја, но ако таа заштеда да речеме и до 90%, тогаш ние би били идеални граѓани на оваа планета. И она што нам ни недостасува е дека треба да се едуцира народот. Просто треба постојано да му се повторува. Што значи батеријата, како да се рециклира, како да се употребува. Затоа и во Употреба- секоја сезонна агенда Да. ја имаме оваа тема. Оти тоа е врзано се за нашиот живот. Оти игнорантноста, поточно незнаењето и несакањето да се научи е нашиот голем проблем, ментален. Како ментален склосно е. Многу тешки на таа работа. И банализираме, релативизираме, ајде голема работа, ќе офрлам материјата, как? Да, да. Тоа ако не ги фрламе батериите соодветно тука го ги джиткаме во контејнери, Да. контаминираме се околу нас. А присуството на тие тешки метали во нашиот организам предизвикува главоболи, епилепсија, стерилитет, кома, па дури и смрт. Тоа е точно. Не е ич наивна батеријата, ама баш. Да, тоа е Не. сепак на долги стази, но сепак се случува, нели? А плюс има и жива во некои батерии, кои што се користат во камери, во
температурни апарати, во ехомонитори, во Живата исто е насекаде. многу опасна. Живата е Насекаде опасна. околу Тоа нас. ми од бебе сум ми, од кога знам за себе, тоа нели кога ќе го гризнеш и тој Не стаклениот. познав човек во моето детство што се Да. беше напиено жива Ох, по грешка и он инвалид остана цел живот. Под Да. грбавен одеше, не можеше да страшно. тоа е нешто страшно. страшно, да знаете. Па баш фино, одиш на лекар, тие те прегледуваат со жива, таа токсично. Фино вика баба ми оди си на бајачке таму сине, без батерии Да. работа. Така Во е. некои од современите држави отстрануваат живот. Тежок процес е тој. Да. Абе, современите држави се најголемите загадувачи, кико да ти кажам јас. Патем. Ти и лицемери истовремено ем загадуваат, ем научат нас како треба да не загадуваме. Значи батериите содржат жива. Кога се рециклираат, таа жива не може да исчезне едноставно и таа се меша со нешто. Најстрашно е што кога ќе дое во допир, што соработи што ќе се рециклираат допрва. И тогаш тоа врзино коло оди до недоглед и секогаш завршува со фатални последици. Така е. Па викам, ја цело време само ние може И да се среброто и живата рециклираме. на ист начин се знаеш, Да, да. се валат од овакото и ги го Така е. преработува и Па ние да се рециклираме. Мислам, јас уште пак ја памтам она живото термометарот и нели ќе ти го ставя термометарот под мишка, од тогаш имам трауми од детството. Или во уста под јазик, немој да ја гризнеш жива, Да, жива. да, И од тогаш имам онака страф од живата. Нешто што прв пат сум слушнала за живата е од тој стаклениот термометар. Мислам се викали така на дете, ако ја гризнеш ќе умреш. да. Така бевме воспитувани, за жал тоа беше моделот. Ајде фини излеговме. Да. И покрај се. И покрај се. Да. Имаме зелен телефон тука, кико без батерија да не се секираш. Ајде, така го заборавивме. Да. Во една од претходните епизоди само спомнавме за број. И добро е, ова е еколинија. Значи, само треба ти да се јавиш Да. и да им кажеш дека имаш да оставиш некој стар компјутер, телефон, било што и они ти доаѓаат дома и ги зима. И навистина е многу корисно. Да. Да. И среќавам луѓе по улица што се воодушевени, што навистина не било само реклама, некој навистина дошол дома и им ги земал. Да, не мислела дека ја и ти ќе дојдеме. Игор и Весна ќе дојдат. Душе тоа ни треба. Да, мртви лај. Кој беше бројот деца? Еколинија? Али на кој број треба да спретиме? Ајде, 070 070 236 000. 0. Ете така. Така е. И дека од пред врата собираат, вие се увате, треба само да кажете тоа имам за фрлање, доаѓаат, ви собираат од пред врата и јај чао, пријатно. Па толку ли е тешко, бе? Да. И уште еднаш да повториме. Правевме муабет на тема на вистина болна. Да. Трета сезона поред говориме за батериите, за искористените батерии кои кога ќе им дојде крајот на нивниот век, има само еден начин да се заштитиме и себе си и Така другите, е. да ги складираме, да ги рециклираме и да ги носиме на точно обележани места. Места, да. Многу просто звучи, а уште попросто е да Да го пробаш постапиш во по пракса. тоа. Игор, Примарна селекција. Да. Запаметите тоа, примарна Примарна. селекција. Игор, јас имам само познавање од селектирање и рециклирање симпатии. Ама, Ама еве, еве. ако е за да те послушам тебе, ќе им кажам на кандидаткиве да почнати со селектирање на батерии и друг електронски отпад. Ем ќе ги научам нешто, ем ќе ме сакаат. Ја гледам дека ти оваа платформа ја користиш за промовирање на твоите рециклирачки сексуални способности. Што не е лошо. Па, добро, да. Добро е. Да. Па добро, па за промена можеш и ти да одиш по дома да им собираш некој Може. отпад па да рециклираш, А па добро, така имаш може. некоја идеја за некоја кандидатка? Да, и те. Од негде така мора е. да почне. Ево од мене можеш да почнеш. Ова, Не. сама се пријава. А тебе ти кажа некој дека си селектиран? Леле. Треба да ми каже. Само уште нешто, на депониите завршуваат 8000 тони годишно. Или 70% од Леле, батериите. глава ме заболи од овие бројки. Да, значи Ајде, на доста. депониите. На Доста. депониите. На депониите, еко број 070 Ајде, 236 да. 000. Свртете. Јавете се колку е едноставно, нема да поверувате колку е едноставно. Така е. И ќе се отарасите од тие батерии, нема да седат по дома. луѓе. Аман више, стварно.
А тоа да бевте, не знам што ќе запамтевте до сега. И бројот, и да рециклираш батерии, и дека батеријата е најштетна, и да си да го свртиш кругот. Имаме и гости? Имаме и гости, време за гости. Едва чекам. Да. Еден многу талентиран колега. Шеста епизода на Агенда 21. Пост новогодишна, гостин ние наим од Саранда. Добре дојде Адријан Азири, нашиот драг колега. Добро ве најдов. Ти знаеш дека постоиме ние? Сега да кажам среќна нова прво. Среќна и на тебе, нека Среќна ти е. на срце. Да, на сите што не следат. Дали се сметаш за еколошки освестена личност? Сега ќе те провериме, да. Да, Ајде, бе, јас дури сега разбрав дека ќе имам прашање, овде, ама не знам колку Да сум испречи спремен. се. Да. Индексот кај? Како? Кој? Индексот кај, да ти пишем оценка после. Па да, Колку- сакаме да разговараме со познати личности за нивните навики, Добро. еколошки и нееколошки, баш ќе ни биде интересно да ни раскажеш, затоа што ти некако во два града си. Да. Малку си во Скопје, но знаеш и до Тетово, едно време знам дека имаше таму и свој бизнис и тоа, да ни кажеш малку и за Тетово, зашто Тетово е болна тема во Да. сите еколошки теми. Така, Еве да почнеме со Тетово. Со Тетово. Да. Имам другари некои кои што имаат едно еколошко здружение, тоа е во Голема Речица. Они се занимаваат со расчистување на руралните улици, каде што нормално таму повеќе има отпадоци и они се занимаваат со тоа. Не знам кој ги поддржува, меѓутоа сум фасциниран од нивното влијание таму. Ја мислам дека знам за кого ставам Како се збори, вика дека се тоа? појавува често. Голема Речица, така е Така тоа, се као вика да, здружение. еколошко Се појавува здружение. често, Да. знам дека за Југохром проблемот кога е дека он беше еден од тие посилни. Можда, да. Меѓутоа сега малку се утиша работава со Зборуваме за Југохром. Тетово, значи знаеме Да. каков сообраќај прво има таму. Да. Сега тоа знам дека малку во последно време се среди барем пристапот до центарот. Мислам дека Како се справувате? Еве ти имаше градоначалникот, бизнис таму, имаш угостителски објект. јас имав веќе сега Знам, нема веќе во бизнис. минато време, да. Пошто не ми дозволува жена ми веќе да работам бизнис. паметно ти Пошто прави. треба да си Да. патувам. Да. Па жена ти е еколошки освестена, затоа не ти Така е. дозволува. Така, ама што има сега врска кафичот, бизнисот Има со како екологија? нема, таму и во кафичо треба да се рециклира. Јас сум рециклирала цело време. Значи, Ама јас- нешто не ти верам дека си рециклирал, Не. она посовесно од тебе и Јас ти му верувам. забранила. Почнете Башка- со прашањата, ќе ти кажам колку Ево сум нека спремен, дека ова да. беше. Снимаш често во странство. Добро. Која е првата разлика која воочуваш кога ќе одиш во Македонија? Да. Да, снимам често во странство, меѓутоа имам едно многу интересно искуство кое што ќе биде интересно и за вас и за Ајде. сите што не следат. 2008 или 2009 година бевме во Хамбург, во Камп Нагел, таму требаше да спремаме голема представа и нормално бевме сместени во еден хотел во Репарбан. Да. Нормално голема екипа, бевме над 50 на луѓе, можда и повише со све техника, па со шофери, пошто бевме 2 автобуса. И за чудо, големо, недела беше, излегов, требаше да купам нешто, немаше ништо отворено. И случајно шетав во населбата и видов еден маркет каде што јас во тоа време не знаев дека постојат такви машини за рециклирање на шишиња, на пластични, Така е. на лименки. И у моментов видов машината, луѓето си ставаа со торби и од тоа ваѓаа купон. И мене ми падна жетонот. Значи со еден куршум можам два зајака да си овакво. Реков и ќе одам таму во хотелот, кај што колегите мои сакаат кога се слободни помалку да пиуцкаат. Добро. Да. И мене ми текна, реков ќе одам во хотелот, нема да им кажам што се дешава, меѓутоа ќе ги чистам собите, ќе ги собирам сите шишиња. И јас бев прогласен како најеколошкиот глумец, Гостин во хотелот. додека после една недела еден колега мој случајно ме виде со торби, јас става по тоа машината, јас секој ден пие виски. Добро. И се чудеа, сега дневници сите имавме исти. Не можеа да стигнат за ја секој ден да си земаш виски, пошто Ма ти требаше си нашол секој џоб бе. И цело време колегите, Адриан, алал да ти е, чистиш, ама зошто го правиш ова има овде чистачки, ја бе реков,
па срамота да не зборат у Германија сме дошли овде ќе не зборат зошто. А чеки си чистел во Германија, рециклираш дома? Да, рециклирам. Често или Често инцидент? не. Пошто знам дека често напоменувате за батериите, јас пример дома кај нели многу играчки за мали купуваме и тоа све се со батерии 1,5 волт. И тие брзо се трошат, се купуваат се нови. трошат цело време. Од кога е роден син ми, ние да не ги фрламе, тие ги собираме у кеси и тие ги затвараме херметички, од тие си правиме како други играчки, нормално тие елементите што ги поседува батеријата да не влијаат во здравјето и нашето и на детето, и тие се затворени херметички и после одреден период тие ги фрламе по моловите кај што има специјални места нели за батерии. Тоа сум, значи у тие сум начекал, мислам дека и Пакомак имаат такви, да, ги поштувам многу за нула отпад имаат. Но и Пакомак и нула отпад. И Пакомак мислам дека како еколошко здружение и они се многу активни и многу се познати за овој смер, да. Добро, Адриан, кога одиш во странство и кога гледаш дека таму е, ајде да речеме, нешто подобро од кај нас. Добро. Си посакал некојаш да си останеш таму да се преселиш, да речеш? Не. Заради ваква работа вреди да се напушти. Не, пошто ако напуштам јас, ќе напуштиш ти, Весна, кој тогаш ќе биде поттик за младината, за луѓето, општеството, за да се развијат у тој смер, да придонесат во екологијата. Не си посакал никогаш? Не, никогаш. Секогаш сакал да останеш тука? Па нормално да. Треба да се бориме за нашето место. Каде живееш во Скопје, Адриан? Јас сум во Џон Кенеди. На Џон Кенеди? Да. Леле, таму беше хаос едно време. Сега се средили таму? Абе, добро е, убаво, мислам, секаде сега. Ужасно. Секаде, каде и да одиш сега, примери овде на центар, да излезеш колите, значи, тоа е голема фреквенција на автомобили. Таа улица имаше несреќна околност, долго време се правеше, онаја улица што излекуваше. Ја направија, тоа оно што ја направиле, барем тоа ѓубре што беше во патот го нема. Сега поминав јас брзо зад, не случајно да прашам, и видов после долго време контејнери, немаше. Да, останале уште некои делови кои што се надевам ќе ги направат кога ќе се поправи времето, нели? Инаку да се надоврзам на почеток што ме праша дали си еколошки настроен, секако дека да, имам ситуација да ви кажам, значи од мали години, тоа кога правеа куќи или згради, тогаш во тоа време кога бев јас 8-9 годишен, 9 годишно дете, у тој период таму во нашата населба, кај што беше порано Етко, фабриката Тетекс, таму беше големиот дел ливади отворени. И со тек на време почнува да се градат објекти стамбени и цел тој материјал, отпадок, каблови и тие работи, некои луѓе за одредени цели ги палеа тие за да го земат тоа железо. Тоа е најстрашно. Да. Тоа е најстрашно. И нас како деца, пошто ние игравме фудбал и нас ни пречеше тоа тој здив многу лошо. И ние решивме како екипа како мали деца одевме пред они тоа да го запалат, ги собиравме у вреки и после со ножеви, со скалпери ние ги сечевме тие, ги вадевме тие тенките жици и од тоа земавме од дома секој колку што ќе можеше пари, ќе купувавме мини и правевме пенкала. Пенкалца, да. Како плетенки, и ги подарувавме по школи, по луѓе, по вако. Просто не ми се верува дека во Скопје се случило. Не, ова во Тетово се десило. Не е битно кај нас, да. Баш убаво. Значи правевме пенкала, плетенки, можда знаете за каков вид на пенкала зборувам, значи уште памтам и знам како се прави со 4 жици, па. Значи колегата е многу поосвестен од колку што мислевме, колешки. Значи ова сериозно, сега е сериозно прашање апропо тоа. Кој би бил министер за екологија? Јас би забранил ова тревите, ова дрвата. Немој тревите да ги забраниш. Не, би забранил ова што ги косат, што ги сечат дрвата. Значи зеленилото никако. Не, зеленилото никако да не се чепка. Апсолутно. А се повеќе се чепка и се помалку зеленило има, се повеќе сивило од згради. Посебно во Скопје сега урбаниот дел што почнеа со градежништво. Значи не остана парк. Нема каде. Единствено, многу жалам за станот што го имав претходно во Топанско,
има голем, огромен парк и Да. таму имаше иницијатива да се изгради во среде тоа, да се расипе цело тоа зеленило и паркот каде што децата играа, да се гради нова стамбена зграда. Ужас, ама тоа го направи или не? Не, апсолутно Не, реагиравме, паркот повеќе ја луѓе реагира. се собравме, Така се петиции, права. чуда и решивме ако треба ќе одиме до крај. И насилно, Да. значи ќе им одговориме ако треба. Како може тоа Тоа е паркот, цела тоа куцка зеленило. големо е тоа. Ужас. Има во Чаир, во тој дел, значи има ситуации каде што стварно реагирале луѓето и не дозволиле во одредени паркови да направат такви гафови. Ја го паметам Чаир од моето детство. Да. Знам дека татко ми не носеше на гости кај фамилијата Шуплевски. Они живееа во Чаир. Чи Чаир беше една огромна улица полна со дрва. Така. Така. Да. Тоа беше дрворед еден до бескрај до Скопје север тамо до подвозникот беше дрворед. Куки со бавчи, со градини Да. преубави се и сега на тоа место кога ќе поминеш, стварно ми е А жал. после зимно време порано врнеше, нели, снег имаше, Повеќе снег, да. подолго време Да. и како се ствараше тоа како тунел, тоа Да, бавини, многу убаво па од беше. светлата тие што се Да, светли. ноке тоа изгледаше Да, баш да. како тунел. Да, Тој, да, тоа да. сум го заборавил. Така е. Веруваш во овие невладини организации што се борат? За екологија. Да, верувам, апсолутно верувам. Сега не знам колку се поддржани од министерства одредени тука за... Некои се, Сами си некои, не се функционираат. сами. Преку Добро. фондови. Терат, да. Не, значи немам информации, меѓутоа имам луѓе кои што се членови во такви. Пример, имам другар еден кој што е тука во близина Екосвест. Добро. Се вика А една- Екосвест ги знам, Да, да. да. Екосвест, да. Они се активни исто и знам дека со нивни сили, со нивна моќ, они се трудат и прават разни манифестации у смисла на екологијата. Мислиш ли дека има доволно во медиумите за екологија, информации, па луѓето да се информираат? Или еве вака да преформулираме, кога ќе прочиташ информација од екологијата, застануваш на неа? Па застанувам, пошто нели ви реков, Седи, баби, седи. Седи, Дорсе. Седи. извинете, на емисион мене, виен дјалима, виен телефони, Абе, ние емисион, бе. Браво, Дорсе. од мало дете, јас сум настроен за можда тоа и несвесно било, не сме знаеле дека како ќе дојде Ма сигурно, тогаш за екологија никој не ни правеше муавет. Мајо. Така, Воопшто. ние тоа Да. го сме го правеле можда инстинктивно, дека еве пример тоа здивот на тие каблови што се гореа ни сметаше и ние Да. уместо тоа да се тоа гори, ние правевме пенкалца како што и Да, спомнав. да. Како и да е, сега нормално пошто тој инстинкт го имам од мало дете и кога ќе прочитам нешто ме занима да видам, па одма ме поврзува тоа со апаратот тамо што станав, значи Да, таму поготово што херој. имаш син, колку има он? 5 години, 5 веќе години. наволни, да. И убаво би било син ти ете да ја преповтори таа приказна што ти си ја направил со твоите другари. Така како му Само- пренесуваш на детето? Само да му ја просто? раскажеш за да знае дека Да. тоа е нешто убаво. Тоа навистина убаво дело сте направи. За на улица кога излегуваме он веќе му е јасно дека он не смее да фрле ништо. Дури не само за фрлање отпадоци или хартија или некоја играчка или нешто или од чоколадо кога тоа бетка, да. Он и дома многу е еколошки настроен у смисол пример ако ние заборавиме струјата уклучена, он ќе иде и трак. Така е. Браво. Зошто вика да. И ние се чудиме, тоа е Одлично. инстинктивно, значи Ама он тоа кога го го направи видел. Он прв го пат, видел тоа или од тебе или од сопругата или он Го- го видел или него. слушнал. Сватил дека е тоа. да, само за нас тоа беше изненадување. Даде шок. Да. У меѓувреме, значи и со батериите што напоменав претходно, Да, тоа е и последното прашање за батериите Да. по дома. он Тоа веќе знае, кажа, да. значи он знае малиот дека тие треба да се ставаат у кеси, ако сака он ќе игра со тие, ако не, значи од кога е родено детето, Добро. ние ги собираме тие батерии. Нормално кога ќе се собере поголем куп и на одредени места фрламе по една кеса, да се ја наполниме Кога ќе само го ние. направите тоа следниот пат, во интерес на нашата емисија, да направите едно кусо Да. видео или фотографии да ни ги пратиш. Да ги Така јавиш. е. Океј, да. Да си ми живи, дури да. сега имам еден дел од батериите дома, ќе ги снимам и ќе ви ги Ете, Да, кога да ги ќе дое пуштиш, пред крај да. ќе се јавиш. Да. Адриан, ти Ајде, благодарам така. што Фала дојде, ти, баш ти срце. беше интересен Фала ти. муабетот. Чувме интересни работи и Да. една убава незаборавна приказна за Така е. пенкалцата вртени. Да, супер е приказната, стварно. Одлично, ти благодарам. Браво, фала. Фала и Чао. на вас.